Се очекува жешка дебата за предлог законот за правична застапеност меѓу албанските партии од власта и опозицијата. Од Влен истакнуваат дека за прв пат правичната застапеност нема да зависи од политичката волја на владите или од партиските договори, туку ќе се уредува преку јасен, обврзувачки и контролирачки закон. За истиот закон позитивно мислење дала и Венецијанската комисија, највисокиот европски авторитет за уставни и правни прашања. Ова конечно ја урива пропагандата на ДУИ, која со години зборуваше за правична застапеност, но никогаш немаше храброст, волја и политичка честност да го регулира со закон. Влен го направи она што другите само го ветуваа. Денес правичната и адекватната застапеност станува законски механизам кој гарантира реална еднаквост, транспарентност и правда за сите граѓани, без разлика на етничката припадност и без партиски посредници. Од ДУИ вела дека законот не треба да помине, нарекувајќи го политичка измама. Подпредседателот на интегративците Арбар Адеми ги наброја според него трите суштински прашања кои ги нема во предлог законот и вели дека го враќаат албанецот во положба пред 2001 година, кога вработувањето изнесувало 0,2% без правична и адекватна застапеност. Kvota etnike nuk do të ketë. Pra do të jemi në gjendje si para vitit 2001, do të vazhdojmë në atë gjendje. Nuk ka obligim për institucionet, për organet e shtetit, pra për institucionet përgjithësi, që qytetarët të identifikojnë në bazë të etnisë me rastin e punësimit dhe avansimit, që do të thotë vazhdon të mbetet ai obligim që gjykata kushtetuese në mënyrë jo kushtetuese u andaloj institucionet që t'i njeh në bazë të etnisë dhe e fundit nuk ka dispozita sankcionuese. Законот наскоро треба да влезе во парламентарна процедура, а Влен повикува сите пратеници без исклучок да се вратат кон разумот, одговорноста и јавниот интерес.